Почитуван председател, почитувани колеги пратеници, после оваа елаборација на колешке Дафина, може би е најдобро да одмолчам овде неколку минути, како еден своевиден крик македонските граѓани да прифатат болната вистина, како се трошат нивните пари и како настанува еден мал процент кој што ја го определив на 2%, богати, ултрабогати и 98% сиромашни. Еве го вистинскиот одговор и вие, почитувана колешке, овде направивте прекрасна елаборација како се прави тоа. Дозволете ми, почитувани колеги, сепак да ги искористам моите 10 минути и да кажам дали се спрема најскапата новогодишна честитка некогаш доделена во Република Македонија, односно скапиот божичен подарок. И овде не зборувам за 33 денари новогодишна честитка, ниту за 330 денари божично пакетче, зборуваме за 33 милиона евра, пари кои што во овој момент почитуваната македонска јавност мора да знае, се легнати на сметка на НЕР и чекаат аманет од парламентот да бидат трансферирани на сметката на МАК Петрол АД Скопје. Почитувани колеги, на денешната пленарна седница расправаме за предлог законот за решавање на спорот помеѓу владата на Република Македонија од една страна и МАК Петрол АД Скопје по пат на спогодба по скратена постапка. Станува збор за долгогодишен спор во врска со утврдување на учеството на секоја од страните во реализација на изградба на гасоводниот систем. Нотирано е дека изградбата на гасоводниот систем е од круцијално, значи незаменливо значење за сите нас. Долги години, повеќе од 15 години се водат постапки пред Национален суд. Се поставува прашањето зошто сега. Укажувањето на државниот правобранител, кој што овде беше многу пати од почитуваните колеги елаборирано, дава насоки на владата пред да се склучи спогодбата да се донесе акт во собранието, меѓутоа претходно владата бара од правобранителството да изврши подпишување на спогодбата. Јас сум сигурен дека еден ден на база на тие материјали, тие преписки помеѓу државното правобранителство од една страна и владата, ќе излезе материјал круцијален кога ќе има Република Македонија независно судство. Оврската да се реши спорот согласно Законот за енергетика од 2018 година, кој што фактички не дозволува субјект во исто време да ја врши дејноста на оператор на системот за пренос на газ од една страна и дејностите трговија или снабдување со природен газ. И како трета опција се нуди опасноста од санкции од Европската Унија. Вкупната вредност на капиталот на Гама е проценет на 65 милиони 147.810 евра. И само уште еден податок, номиналната вредност на акцијата што ја купува владата изнесува 18 милиона 806.250 евра, а откупната вредност изнесува 32 милиона 773.905 евра. Околу вредноста на гасоводот според математиката на владата изнесува приближно 64 милиони евра за 140 километри и овде е многу битно да се напомне дека староста на овој гасоводен систем е повеќе од 22 години. Во излагањето на почитуваниот министер беше кажано дека сега забрзано се работи на гасоводот. Јас мислам дека почитуваниот министер е нов во владата и не треба да верува на се што ќе чуе во владата. Мислам дека е од Штип, а ми потврди дека гасоводот, гасоводниот систем или делницата
е направена во времето на ВМРО-ДПМНЕ, а јас само ќе го надополнам она што очигледно не му е кажано во владата. Единствениот систем на делница Штип-Неготино, цевките, почитуваните мои сограѓани во Неготино, ги видува во времето на ВМРО-ДПМНЕ, почитуван министер. Мислам дека тој податок не ви е кажан. Веднаш треба да дадеме неколку појаснувања за сите граѓани на Република Македонија. Да знаат дека местото на предлог законот, односно решавањето на спорот, не е за овде. И тоа го кажавме уште на комисијата. Тоа го знаат сите. Не е за во собрание. Собранието на Република Македонија апсолутно нема никаква надлежност. По два, предложената спогодба не представува меѓународен договор. Трето, ако до сега се прашуваа македонските граѓани зошто нема ефтин енергенс за нив, еве го одговорот. 3,5 години е Социјалдемократскиот сојуз на власт, а ние го заменивме зборчето ке со во очекување. И јас сум еден од тие што очекува моето место од каде што потекло да биде прво со завршено примарна, секундарна и терциерна инфраструктура во делот на гасоводниот систем. Исто така, почитуваните граѓани на Република Македонија мора да знаат зошто нема економски развој. Развиени западни култури, цивилизации, еден од основните столбови е ефтиниот енергенс. Еве го одговорот. Исто така, барам одговорот на прашањето зошто топката се префрли кај нас. Цело време зборувавме за лидер, за лидерство, за храброст, за визија и сега го поставувам прашањето, ако е лидерот лидер, треба си понесе одговорност. А не да се префрла топката овде во собранието и ние овде да дискутираме за нешто што е во изричита надлежност на премиерот, со апсолутна власт. Ве молам. Исто така, замоливме и на комисија да се врати предметот во влада таму каде што е местото. За жал тоа не се случи. Чувството кај граѓаните, кај сите нас, е дека македонските граѓани го плаќаат цехот, но знаете што е разлика сега? Што тие тоа го знаат и внимателно следат, будно следат. 33 милиони евра за систем стар преку 22 години. Тоа ќе биде најверојатно најскапото нешто платено во историјата на Македонија во делот на гасоводниот систем. Не постои ништо поскапо. На крајот, со купувањето на акцијата на МАК Петрол, не може да се компензира неспособноста на владата во делот на гасификацијата. Да завршам, одговорност мора да има, како за првиот, така и за последниот. Ви благодарам.